на пазарот во Москополе тој убил отомански војник, прапрадеда му 4 пати, па ти после го убиваат него и прапрабаба му со 3 деца, едното во стомак. Так. Значи доаѓаат до Вевчани и се има таму во, значи со толку кози и овци, значи не биле тие. Тоа е преселба, еден дел на преселба. Ова е Вевчанска невеста. Добивме уште тројца државјани од Вевчани. Значи, државјанството треба да го земи Боби, кој ќе дојде на Свети Василија. Треба, значи, си имаме некои таму наши работи што треба да ги издржи Боби. Ајде, Боби, повели. Ова е таа црквата. Вевчанска црква, позната Свети Никола. Денеска со Боби тргнавме кон една држава која се наоѓа во Македонија, а тоа е Република Вевчани. Значи, пристигнавме во Вевчани, како да кажам, Ова е црквата Свети Спас, така? Бела Плоча, Долни Свети Спас што го викаме тука во Вевчани. Многу интересна црква, многу историја имат за ова црква, многу преданија, многу искушенија луѓето имат поминато тука. Ова е заштитник на нашето село Вевчани или на нашата држава Вевчани. Така, Вевчани е држава инаку. Држава, не, држава. Држава, да. Сакам да прашам, кога е изградена ова црква? Дали имаме податок? Овие цркви се градени сега претежно во 80-тите години. Така. Значи, бидена е таа црква, ама е модернизирана во некаде кон 80-тите. Точен датум не знам да ви кажам. Така. Иначе имат градено вевчански мајстори, тука имат присуствувано и од другите села граѓани со донација градено све. Така. Ова е иначе таа доста специфична, што е викет Бела Плоча. Имате една добра историја, историско како предание што го кажуваат тука во Вевчани, дека кога доаѓале турците за да го палет Вевчани, ова плоча светнала тука. Аха, и затоа ново место изградено овдека. Да, затоа се викат Бела Плоча. Да објасниме за нашите следачи дека ова е на самиот влез на Вевчани. Да. Првата црква ќе ви дојде од десна страна, преубава црква со пребогата историја во нејзе и нормално изградена, како што кажа нашиот соговорник, од вевчанските мајстори. Да. На место кое е Бела Плоча. Е Бела Плоча, да не кажам Свети Спас, Бела Плоча. Така. Иначе Свети Спас ние мајсторите од Вевчани не можеле да го слават кој ќе е Спасовден затоа што Спасовден е налето, а мајсторите биле тоа време на работа. Дали во Белград, дали во Словенија, дали во Романија, дали во Турска, дали во Сирија, зависите каде биле на работа. И затоа си одредиле тие нивни датум да им е Свети Спас на 28 јануари. Иначе тоа Свети Спас е горе, другиот Свети Спас, што е црквата. Што е црквата, да. Така. Тоа е Уште горе во планината. Тоа е во планината, се оди таму и секоја фамилија, секоја мала си имат конак кај да преспива, дали е ладно, дали тука и си преспиваат, остануваат една вечер за да преспиат на Свети Спас. Така. Благодарам. А ние продолжуваме понатака. Така. Чи беше комунистичкото. Чекај само да намалам ова чудо. Сега, брате. Ко беше комунистичкото, да речиме, луѓето не се крстеа, не можеа да одат во црква. Луѓето се крстеа тука во Вевчани, во другите македонски села, со јазикот, демек да не го видат, ако го видат. Така? Не, мојата, брате.
Мисле дека сум чисто Сечи тука се. нема да свири. Значи се крстеле со јазикот внатре. Аха, Ама да се прекрстени важно. така. Или на брзина, ако немало никој ќе се прекрстил и така. Се влегуваме во Вевчани, ова е Долна Мала, селово е делено на две мали. Значи Горна и Долна Мала. Така. Ова е долното му. Ова е Долна Мала, ова се викат бералиште, тука се збирале луѓето и е доста интересен факт. Од овде 87 година, кој беше тој бунт од Вевчани, кој не ја даваше водата, од тука почна све. Кога ги видоа жените дека се цевките треба да одат тие лажеа демек за октиси немат вода, а фактички да ја земет во елен камен, затоа тие што беа на власт комунистите за да пие чиста вода. Така. А Вевчани за да остани фактички без вода. Без вода да биде. А тие таму одеа само 2-3 месеци, ништо. Гледам има доста ресторанчиња каде што може да си Ресторанчиња, поминат да, луѓето да. убаво, да си седнат. Пекарите се тука. Да ти кажам право, Вевчани доста убаво место. Интересно да има добра инфраструктура. Ево останати се и некои стари градби. Да, се забележуваат зидовите се со камен, со... Од моја десна страна ваму тука е напишана таа плочата на Страмот. Така? Е тука е само се обрасната со цвеќа и сите имиња. Ние на каде одиме? Се одиме на десно. Ова тука? Да. Добро. Лево, да, тука ако може за да влезиш, за да ја паркираш, Овде. да. Е, добро. Е, Знаеш, тука ке само да влеземе си ја тука. паркира слободно. Иначе тука на ова место имало лична Света Богоројца што е веле црквата била, Така. па се изградила ова школа беше. Сега е во моментов некој како музеј е прогласен. Ова овдека днес? Да, порано беше школа тука. Иначе тука може за да се видат остатоците од црквата што е останата. Така. Значи, овдека сме увевчени си проваѓамо преубаво. Имамо човека, тој, што е локалац, наш пријател, што ќе ни објаснува веќе што, како и се дешава у Вевчани. Е сега, он ќе остане анониман, за да се ви заинтересирате и ga потражите кој е тој човек што знае толку легенда овдека у Вевчани. Гледате дале. Бидејќи во Вевчани, временските услови не ни одговараат, ќе мора да снимаме со влогерски камери, така да останете и уживајте во видеото и каде се ќе поминеме низ Вевчани. Посебна легенда за Санта Кратово, за Паланка, за... Сега за Вевчани имат една легенда многу голема. Имат многу легенди што се зборуваат за Вевчани. Чи дека се дојдени од кај реката Шкумба во Албанија. Так. Имат едно село таму се вели Венчан. Дека се фатиле тие крвна одмазда, па затоа се Затоа дошле пресели. ваму, да. Ама тие се само теории. Так. Иначе Вевчанскиот карневал, што е многу интересно, е стар над 1400 години. Браво. Во овој крај се одржават карневал. Баш на Свети Василија. Така. И се тој карневалот многу луѓе го кажуваат како пагански, ама тоа не, тоа е еден ден пагански. Така. Значи еден ден е кажуват какви се луѓето. Така, и Вевчани, ако А било Вевчани- пагански, не би имало толку цркви, толку... Не, значи тоа се кажуваат лицето, што го велит во овој крај го кажуваме лицето, какви сте биле вие цела година. Да си ми живи. Значи ви покажуваме какви И сме. знаеш дека ова И не го знаат луѓето, него многу лошо го интерпретираат, Да. дека се исмејаваме со Значи со верата, Свети, со религијата, не, да. тоа не е, никој пат не е исмејувано. Значи, Да појасниме дека не Значи, никој пат не е исмејувано ни муслимани, ни евреи, ама е покажувано што е правено. Да, како си ти уствари у наводници, Дали е поп, дали е оџа, тука дека се си покажува. лош една година, или нешто... Значи, си бил таков ти некој известно време и затоа те покажувам. Лошо тилокот се Така, затоа и те покажу, затоа и тука у Вевчани се маскираат луѓето, значи тоа е многу посебна прилика. Специјално ако дојш кој ќе Сигурно Божик, ќе дојдеме. да, Сигурно обавезно, ќе дојдеме. обавезно, Сигурно ќе обавезно. дојдеме, пошто сакаме Обавезно. да направиме и една убава репортажа за ова што се случува, затоа сакаме на луѓето воопшто во Македонија и на туристите што ќе дојдат да ги доближиме Така. дека сите се
на крај на денот се обични луѓе, дека нема тука ништо страшно или ништо не знам како што. И мислам дека успеваме. Да ви алал, и баш ми е мерак, што ве запознаев, што сакам да ви го покажам Вевчани. Нас поентото ни е да можеме у секое место, да може локален човек да ја каже приказната на самиот. Так. Има и да се кажуваат од страна за, например, дали за Кратово или може секој да го објасни, ама како локалниот човек што може да објасни, тоа не може никој да го објасни. Сега И тука има една да не кажам поволност или како е за нас е тоа голем празник да кажам, за да можеме такво нешто да осетиме, искусиме. Ко се населувале вевчанци, пошто мајка ми од таа фамилија и вика тие мукоски стванци. Така им е прекаро стванци, нив? Да. Чи тие застанувале таму, па не и Бендисвело заминувале таму. Тие се мукоски. И се преселиле, имат таму долу место, долна мала, и затоа и вика стванци. А затоа знам ја како и зашто и вика стванци. Па тоа е. Не разбираш? Ваки детали не може секој да ни објасни. Значи таа фамилија што е од мајка ми мукоски и вика стванци, демек застанале стванци застанале на старо македонски, знаеш. Друго има тука една интересна работа што ќе ви ја кажам за Малиоџа Попов. Попа Малиоџа. Малиоџа Попов. Се сакале турците, останало уште Вевчани што барем да има некоја фамилија муслиманизирана. Така. Како што е Оптиси, Подгорци. Овде немало. Така. Овде немало. Не седавал народот. Се не седавал, него си плаќале даноци, нормално не можеш данок за да не платиш. Сега кога сум се борев, зашто ме закачаш? Така е моја. Така, ама не е прифаќале верата муслиманска. То си е останато, дали во ген, дали така од Господа е останато. Затоа Малиоџа Попов, тој бил поп и бил многу учен. Така. Многу школован за тоа време, многу учен. И заминал во Дебар и им рекол дека ќе се направи оџа. Демек да и направи муслимани вевчанци. Бил многу учен, многу интелигентен човек, голем IQ што го пелетимо. Се избрикол све, ќе видите и на парите горе, како личи Малиоџа Попов, пола глабричена, пола не. Тоа е символот на Вевчани, на отпорот вевчански. Така. Значи вечити отпор. Значи низ вековите секогаш Вевчани го пружало неголемиот отпор. Отпор спрема све. Така. Што не е, како да ви кажам, по нивните принципи, убедувања, по нивните канони, да. Така. По нивните и затоа е тој карневалот толку специфичен кај нас. Заради тие што се не пишани канони, не всадени, ама во ДНК-та фактички се всадени. Некогаш тие се многу појаки од сите останати. Така. И тој заминал во Дебар, учел за поп. Прво учел за поп, бил поп тука, па заминал во Дебар, да го спаси целот. Отишел, се избричил, се ќе учел за оџа. Така. Тие го учеле за оџа, научил арапски перфект да чита. Така. Све научил да чита. И отишол во Стамбол. Стигнал до султанот. И му рекол, ја Вевчани ќе го направам да е муслиманско село. Сите ќе направам муслимани. Само ти ќе ми дајш, ама пази се. Како му рекол, ќе ми дајш ти мене на вирманот ќе напишеш дека ќе ми дајш пари за да градам храм. И тој му дал, напишал ти давам пари за храм. А тој е оџа. Ме разбираш, тој не го излажал ништо. Ништо. Значи му рекол да ми дајш да правам храм. Тој му дал пари него све, да гради храм. Со штембили, со све. За да биде веродостоен. Веродостојно да е. И тој си го донесол документот, си пуштил брада, како што имат кодоши секаде, како што имат кодоши, му рекле, ој, те измамил и ти треби да го пали сега селово. И добро, супер, ќе го пале селото, дошле да го... Затоа што ви кажував пред малку, кај што е Свети Спас, тука наводно големо светло. Тоа, напред. И како што го викат, нас не чуваат Бабалакон, велете. Бабалакон фактички Свети Спас ние го викат. Бабалакон нас не чуваат. И кога дошла војската овде, ајде мек да опалет, си го излажал ти на султанот. И овој му вели, ја не го имам излажано ништо на султанот, тој ми го има даено документот.
Дај да го видиме документот. Ево гледајте, за храм, ево храм праја. А тој лично Свети Никола црквата со рамен под, ќе вие кога идеме нагоре ќе вие покажам, да. Значи богата историја. Богата историја. Се. Имате легенди големи што се со крвни, овој дел кај нас е многу познат со крвни одмазди. Да. Што се дали од турците, дали од луѓе што заминувале да живеат помеѓу Аустро-Унгарија и Османлиското царство. Многу луѓе од крајов нас се заминати така. Така и Михајло Пупин. Да земите од Југославија. Од Југославија за да земите именик. Пупин, Пупиновски, ќе најдете само од Вевчани потекло. Да, Евто Пупиновски е од тука, или? Од тука. По потекло, да. Не сум знаел. Да. Потекло од тука. Така. Михајло Пупин. Да. Пупин. Само мојте да го најдете Пупиновски тука Вевчани. Немојте да го најдете. Да го зејте тоа, ако имате можност од Југославија, тие имениците телефонски што бе. Да, колка е голи. Немојте да најдете презиме Пупинович, Пупински, немојте да најдете одсем да е од овој крај. И ќе ви ја покажам куќата од Михајло Пупин. Да. Значи тој бил роден таму. Татко му избегал од овде, тој бил роден таму. Ама крвта му била. Крвта мојото. Шок мојото. Шок мојото ја вика Окумано. Многу мирно место. Многу Убаво е, многу убаво место. Убаво место, видиш лепота, бре. Лепота. Дали го зеде дронот? Мора да озеш. Знам, ако врне, нема мислам дека се разли. Не, ви ќе се вратиме по камера. Ама да одевме до горе, да го паркиравме, ама не знам дали ќе, да не го мачиме. Не, да, 3,5 тона е, брат. Ова порано беше школа тука, ова жолтава зграда, ама школата од Вевчани, а кај што ни е паркирано комбето долу, тука беше црквата. Била црквата. Таа е срушена некаде 46-та година, како што знам јас, се точно не знам, да ме исправи некој, точниот датум не го знам, ама после ратот, после Втората светска војна е срушена да се изгради, црквата е срушиле да изградат, тие камењата што се долу, како... Тие што бија доле. Долу овие камењава кај што е црквава, се од... кај што е школава се од црквата. Се статуци, ја пробавам да, знам колку ќе ради мрежу, не знам колку убаво све ќе изгледа, али тачно се гледа статуци. Брат, преубава држава, преубава историја. Овдека знаеш како е налето? Налето ти треба тебе овде се покри. Не, мајка ми е од Паланачки каде шоп сум ја потекла на половина. Она е Дубровница, тоа е Луке Метержево, подржи кој натаму тие се преубави места. То ти е према Бугарија кој или према Србија? На Тромеѓе. На Тромеѓе. На тоа пошто траковиште од оваму се бугарите, тоа Луке Метержево, тоа се баш тука на граница. На Голеш не се организира голем собор, од сите три држави луѓето се собираат во една нива огромна. Вака е, брат, луѓе. Виж како се дружат и се нема врска. Таму август месец со јамболија се покриваме кај баба. Што е шума, брат, шума. Нема шанси кебе да спиеш ти у кебе. Значи, фантастично. Ево, старава моја, имам куќа тука. Кој ќе се стоплит, кој ќе е многу топло, бегат, так? И вели специјално на жена ми, мимо, ајде, пали колата да ме носиш. И ја ќе свикам, што ќе преш бе сама 76 години има. Не, бегам, мамо бе, ама, но остани да не може да седа во овој, тие што велат Вевчанци ве котар, знаете што е котар? Како за кокошки. Во Котаров не ми се седна лето. У Кумано Котар викаат као за прасе у Котар. Па исто. Не може во овој Котаров да седа. Затворено. 4-2 на 2 не може да седи. Мој дедо покојниот викаше за устан. Пошто на татко ми, па татко е
од Суора, на Карпински манастир еден таму, втора поголемина препишувачка школа во Македонија. Таму на времето имало 300 монаси. Карпинско евангелие е напишено таму. Каде е тоа? Тоа ти е измеѓу Паланка и Куманово, значи и пред Страцин. Ако се слушам Страцин. Кај ше она добра вода кај ше прават? Не, уште поле, уште. Значи ти кажам, од Куманово е 30 на километри од Куманово. И таму единствена евангелие напишено на Балкане таму, се наоѓа во Москва, во Русија, од црква. Све не ме знае. таму. Све не ме знае. Има две езера каде што има три типа на ендемски вид на инсекти и на растенија кај што ги нема Кај што ги нема никаде. Ние не знаеме така нешто да чуваме. И дедо ми чуваше 60 колти, 40 колти. Имаме сирење, ја знам што е домашно. Така. Сирење, мешано сирење, има теница со бутин. Да, е со бутин, знаеш што? Интересно е. Да. И брат, сакам јас да учам и Да, бе, да. И сега дедо ми викаше, синко, кој не е векијата, тој шпајс, вика, застанате ти седате и мочат и јадете на исто место, вика, бе, тоа вика, ве се знае 20 метри од куќа. Не иде едно со друго. А ви ме брат, туја стало некој друго само седете, вика. И држи. За Абе, нив, све така, држи, за стариве држи, да. да. Како секој град и како секоја држава, и ние си имаме тука во Вевчани амблем, што е символ на Свети Василија, заштитник на Вевчани, и голема што се одржава карневалот над 1400 години, тоа е символот што го гледате, што го викаме ние Василичарка. Те разли, со луѓе нормално, лабаво збору, да не е чисто зборување на македонски. Да, гледам. Да. Ама и тоа е некој, се да не кажам, Така. природни и тој можна повише луѓе да дојдат да го видат Вевчани Так, природно издание. Така. Дека можат да седнат и со локалните жители, да се напијат, Слободно да се слушат некоја добре легенда, дојдени тука. Така, да слушат некоја легенда и да ја запознат Македонија во право се. Ево сега тука има споменик на Михајло Пупин. И сега тука сме да кажеме дека Михајло Пупин е по потекло од Вевчани, значи научник и добар твор. Уште едно нешто важно што мора да се нагласи дека секаде во бившите југ простори, ако е Пупин или Пупиновски, мора да е од Вевчани. Значи, еве, стигаме до куќата кај што е, од каде што потекнал Михајло Пупин. Домаќините беа толку добри, ексклузивно ќе ни отворат да видиме каква била куќата внатре на Михајло Пупин, на големиот Михајло Пупин. Значи, како што кажав, ова е куќата од која потекнува, односно корените на Михајло Пупин доаѓаат од оваа куќа. Ќе почекаме, домаќините ќе ни отворат. Значи, полека влагаме. Да. Сега домаќинот ќе ни објасни точно соба по соба како е што е. Значи овие спомен соба, значи или музеј соба на фамилијата на Михајло Пупин. Со Вевчани како многу стара населба има многу историја. Меѓу другото, дел од историјата е Михајло Пупин. Кој е Михајло Пупин, ќе мора да изгуглате малку. Така, немајме во 3-4 црти, немајме да го. Тој само ќе ви кажам еден податок. За 2025 година е еден од 100 највлијателни амерички научници. Браво, браво. Значи и еден и балканец ќе биден во джетсетот амерички во смисол политичкиот джетсет. Вевчанец. Да, нормално. Е секако е плика по кратки црти како е приказна. 1650 година најголем, само лучи 2-3 минути, чет по после. Нема проблем, нема Значи проблем. Воскополе е најголем град на Балканскиот полуостров. 1650 година. Тоа е во Албанија, моментално во Скополе. Значи тогаш имал 40 до 70.000 жители, а Белград имал 10. Так, па сега да може да замислиме. Значи што? Да. Тоа е центар на овој дел на Балканот бил центар, специфично за нив што имале млековод од планините и го е млековод. Уште го имат, моментално го имат. Млеко од 1650 година. Не сум знаел. Са фамилијата на Михајло Пупин била таму сместена, значи тој е 4 пати баба му и прадедо му. Така. Со тоа што била Отоманска империја и на пазарот во Москополе тој убил отомански војник, прадедо му 4 пати.
па ти после го убиваат него и прапрабаба му со три деца, едното во стомак. Така. Значи доаѓаат до Вевчани и се има таму значи со толку кози, овци, значи не биле тие. Тоа е преселба, еден дел на преселба на народите. Доаѓаат во Вевчани. После значи тај имала 4 сина овде, со 3 значи едното, од кои после двата од нив сина, имате родослов, ќе видите од другава страна, си заминуваат во Итвор. После 3 генерации е роден Михајло Пупин. Така. И са тој голем научник е, тој светски научник е, тој го имаат Пупиновиот калем, го имаат, а тој индуктор или засилувач. Така. За две работи ќе го земе, тој има многу има патенти, за две работи е многу битен. Го пронашол Александар Бел фиксниот телефон. Значи не можело ни доволно далеку да се слушат, ни доволно јасно. Така. Со вградувањето на Пупиновиот калем, значи почви масовна употреба на фиксната телефонија во Америка, тој што квалитетно си го наплатил за разлика од другиот од Никола Тесла. да. Исто во X-траците кај рентгенот. Значи рентген кога нашол апаратов 48 часа требало да излезе сликата, е било матна со вклопувањето на Пупиновиот калем, почви масовна употреба и во медицината. Така. И сега мало одлика како е тој поврзан дека бил свесен дека е фамилиарно дека е потекло од Вевчани. Тоест од овој крај. Са две работи. Камбанаријата на Света Преливлевта во Света Богородица, да, Преливлевта, Свети Климент горе на Кале, негде после 917 до 920 година се реновират, е донација од Михајло Пупин и тој стан вид почесен граѓанин на Охрид. Сега, втора работа. Два личности после Првата светска војна имаат прекројување на границите. После секоја светска војна прекројување на границите. Овој делов, значи во Вевчани кај што е од Подмолје, значи спадуваат во Албанија. Михајло Пупин заедно со е шеф на српската, на кралската делегација Така. во намировните преговори во Версај. Плюс има таму еден македонец исто, Михајло Пупин и како се викаше сега ќе видите Илија Шуменковиќ, тој од овој простори овде вака е. Тука е долу. Да. А викат значи тие што ги правеле границите биле другари од Михајло Пупин во Колумбија Стейт Университет, пошто бил професор тај таму и ги прекројуваат границите. Значи прво кога ги ставиле бил под Рим, по теченијево на Дримов. Така. Илија Шубенковиќ му викат на Михајло Пупин од местава кај што сме ја и ти, ако од под Римов границата, тие ќе влезат во Албанија. И тие ја менуваат границата по Сртов. Така. По планината и така овој дел влегуваат во Краљевска Југославија, па после кој што се течи ЦФР Југославија, па Македонија. Савојте да го снимате родословот. Еве го овде, тој приликува овој се од политика се истечоци. Така од новина, да. Од новина, каже што е еден податок е од основачите на НАСА. 7, 9, како веќе. 9. Така. Се ова е, значи, ова е проект од Европска унија, овде Баба Пупа се стационирала, баш во овој делов овде, од 2006 година е проект од Европска унија со соби, Така. значи со старински стил, ако сакате ќе ви ги покажеме, и Да, ќе ресторански отидеме дел. догоре да го снимаме, да го Значи, видиме долниот дел. Се долниот дел што е сега? Тоа беше од ресторанот. Ја кога зад ресторанот, ова вика Вевчанска соба. Се шепата, овде имаат многу интересни работи. 46-та година, 47 година Вевчани имаат хидроцентрала, собствена. Така. И донесет 47-ма, крај 48-ма носет кино. Сега, пошто кино оператор немат, тие го носат од Белград. Ми имаме голема диаспора во Белград имаме. Така. Тој се вика Лустијан Шикутковски. Тој бил и фотограф аматерски. Сите слики што се направени се негови, са тие беле во мало и се зголемени, само МЦМ имат во 90-тите зголемени. И се на пример Вевчанска невеста. Така. Ој Боза што продал Бозаџија, Сточен пазар. Ој Вевчанецот Инат. Мезвине Инат. Така, да. Поинат од магарецот. Се ој снимање на Мистон. Овдека. Има серија се снимани во Вевчани, Петре Прличко со екипата. Ова е Вевчанска свадба. Таа беше Вевчанска невеста, Вевчанска свадба. Ова е, имате едно предание, не знам, значи колку мој да е точно. Свети Павле кој идел на овие простори, тој идел код Мичевица, Свети Павле. Така. Значи и сега не знам дали знаете до 65-та година Струга е блато. Не сме Блато е, да, исушено е блатото. Така. Кој дел копомнил тука, комарците го каснали, маларија го фатила. И дека е качен на планината горе, Да. на врвот, и дека таму се излекол. Се таму имате една као проформа црква,
Така. И таа се викат од секојаш Свети Павле се викат. Така. И Вевчанци, значи од кој се памти таму се од за Петровден на кампување. Сега е веќе извулгаризирано, зашто Свети е достапно, ама тоа порано било поразлично било. Така. Не можеле ни джип да одит, ни имало ни чипови на вал. Така. Значи толку многу. Се што е интересно. Ова е интересен, тој овие слики веќе има сликано. Ево на пример панорама на Вевчани 47-48 година. Ова е воденица, имало 20 воденици имало Вевчани, само една имате горе, сега не знам дали ќе можете да влезете. Ги гледате овие 2 метра се ова мраз е 2 метра. Тој негде ќе видите, ви покажи, значи таа била на црква овде со згора, биле огромни дрвени корита и водата е носеле надолу према хидроцентралата се произведувала струја. Да, се произведувала. И се овде имате и други работи, таму имате, например, тој многу за Охрид пишел. Ево ти Охридски чун на Дрим, го има сликано таа година. А ова е, не знам да знаете, кај Кадмо имате на плажа се викат Биволче бич. Биволја плажа. Да. Биволите ги бањале таму. Да, ги чистеле, да. Ги беале доскоро кај нас у Гумано има до село Клечовце се вика. Да, исто таму, да, исто ги бањале биволите, да. Се ова е другиот ресторанскиот дел, мало воетно стилје. Така. Се што е, овој се 87 година, не знам вие немате чуено, Вевчани се дешавате на голем куршлус. Јас сум 81-ва, ама сум слушал подот само. Се ова е 88 година, Дарко Марковиќ го има нацртано ова, ја во аптеката Струга го има в оригиналниот. Така. Дури не се распадна. И викат Дарко Марковиќ 88 година се сели тој од Дармар што беше на Да, го знам, да. Се сели во Лондон. И ова е вистинит настан. Вие се од каде сте? Јас сум од Скопје, дали знаете каде е тоа? Викат тоа е блиску до Вевчани. Толку ме препознати ми 88 година што во Лондон, почи го знае Вевчани него Скопје. Што викаше тога беше градоначалникот, викаше ја почи интервју дадов со странски медиуми него председателот на Југославија, нели таму на Наталот. Така. И сега ти поеме горе уште да ги само клучи да земам за собите, да ги снимате. Пребогата историја од нашето преубаво и секогаш бунтовно венче. Вевчани. Продолжуваме понатака. Значи две цркви се, тога имало султанот, значи мора да се црквите мора да се испод нивото на земја. На земјата, пошто џамиите се горе. Так. Сега две цркви во тој период кога се градени се над ова Вевчанска и во селце Прилепско, ама селце Прилепско не постои ни црквата ни селото не постои. И се викат имат приказна. Значи овие Агата, тој бил во Дебарца, бил главниот така за делов во Девака, тие недела дена го пијанеле и го јадење и пиење и веќе кранале до одреден степен. Го штевале и значи кранале до одреден степен. Тој кој се отрезнал, кој видел, одма се налютил. Овие изградиле, ама им требало 30, зашто тога времало, тие за 10 години изградиле. Уште 30 години за да добијат изим од валијата и на крај добиле. И тоа е многу интересно приказ, можете да ја снимате да видите. Така. Нема да се спушташ, разлика од другите цркви. Ние ќе оставиме некои детали, сите посетители што ќе дојдат сами да откријат, нели? Не, таман работа. Сега собите се многу интересни дека се во сите се апартмански, ама се во старински стил. Така. Слободно влези. Така. Влези. Да. Ги да влезиме? Да, нема проблем. Интересно мало. Камен сега викаше ова да ви го кажа. Вевчани ние сме градители. Така. Значи се фасадери се најмногу. А на времето викаше еден од Струга архитекта, ми викаше Вевчани е многу специфично за ова. Аха, тие се дрва, овој се како столбови нели што се. Овој како еркер. Прстен што има, да, така. И овие куќи скоро немедни темели. И на пример кога имат земјотрес, само се треси и енергијата бегат под земја. Браво. Многу интересно. Ја имам исто и куќа ова моја ваква иста е, кој што живеам. И исто ние како се движиме низ Македонија гледаме дека сме имале прекрасни стручни лица, да кажам, за тоа време архитекти што и до ден денеска по 100-200 години обстојуваат и куќите и се други. Објектите, да. Така. И тоа што реално ние сме полутрусно подрачи Македонија, целата не само Вевчани. Колку е преубаво. И се има тоа многу интересно беше што викаме само сега немаме да го користиме, се викаше Pupin of Air Condition. Да.
Значи го ред пенџерче онамам кој ќе го отвориш, Така? значи такво дуват, не само некој дел од позади куќата е, вамо тече. Она е Пупинов еркондишн. Е сега моите речи и камерон да го снимаш долу. Може. Камер имате еден огромен. Ајде. Така, ајде. Ве следиме. Не, нема проблем. Да почнеме да ја подреновираме малку. Не, брат, преубаво. Ова е тоа. Пупинов камен, значи многу ретки се вакви ретки камења, покотово во населени места. И значи тоа според каменот се гледа и види архитектурата на Вевчани исто е така е смислена. Ево пак и појаси и прв ден значи Вевчани ти е првиот спрат камен, а горе е плит. Плитара е од кал. Цигли од кал. Цигли од кал, да. Цигли од кал и добро е фасадата е постри. Значи тоа е плика и овие се многу битен детал се појасите што ги викаме. Значи јас само сакам да ти заблагодарам, а вие дојдете, уживајте во Вевчани, во старата архитектура и историја што Вевчани изобилува. Не можам да ви кажам колку многу. Затоа и вие ќе дојдете и истражите нешто што ние пропуштивме и нормално кажете ни што ние заборавивме. Па следниот пат ќе дојдеме и ќе отснимаме. Се одиме Сега одиме да пиеме кафе. на едно кафе вода се напиеме, па после продолжуваме со Монце свежешко, види? Свежо, да. И то у почеток на летото, ама свежешко убаво. Ето тука имаше порано едни бараки, Така? имаше една сладкара, имаше и едно сендвичара, подолу беше другата фонтана, беше сладкарата од Светко. Па не знам, ама ми се чини некаде се 2001 се направи, се рушија тие, па се направила фонтана во тука. Значи ова не се напред се водојдени, мада и ова спадвит, Брато, надворна стига. мала, Види го фичето убаво. Еј, сега, кај се взимат пасошите? пасошите имате на како сувер. Да кажам, Ќе го слика за пасош сега. пасош е, ќе спремам сликата за пасош ми е тука, да се насмеам вака. Е, сега си квалифициран за пасош. Да, сега може тука, да Ајде. ова е местото каде што ќе те сликат за пасош. Значи одиме погоре, таму се пасошите, така да? Не, пасошите се купуваат во сувенирски куќани. А имаме се нека тука у близина Ќе некој. најди, лесно. Значи, по ова улица се одива карневалот. Да, мислам, овие улици секаде се од. Така, ама ова е таа главната куде што е. Главната е Да. куде завршува карневал. Куде што завршува Куде што завршува карневал. Се термоци на Кумановски, Да, се трудиме и на Македонски И на секој. и на секој, да биде, да ги почитуваме сите. После ќе одиме горе. Горите, ама паро да пиме по едно. Паро, кафе обавезно, без кафе не може да не ги види. Не мора да не. Така. Колку има горе до изворите? Па, да ти кажам некаде 5 до 10 минути. Пешки Така, одиме. може. Сега ќе одиме, сакате да пиеме тука во центарот кафе или во изгор. Како ова е, само да кажем, ова е зградата на општина Вевчани. Да, поранешен Дринкол, тука Дринкол, мајка ми тука. моја има работано, службено Да. беше. Па е сега општина. Браво. Значи ова е така. И кога пиемо кафе, ти после продолжуваме. Ајде. Како Значи сака? сега- Прво кафе. Да, кафе ги спиеме, како се вика кафе гор? Ова се имаш. Ова се вика Генк, ова горе се вика Репела. Така. Ајде сега мафните. Чао! Правиме мини серија, 7 дена, 12 градани за Македонија и се вика да се сакаме Македонија. Да се сакаме. Покажуваме убавини, со Ма да комплет е се, сакат- со кампер одиме. Да ја сакате Македонија како што ја сакат вевчанците. Така, затоа што
Како што Ако знам, сме против, дека е да посебна држава. сакаме. Барем полна што го сакаме Вевчани. Да си ми здрави. така. А ја остајме, јас су оптишане со Вевчани. Ја друга сорта сум. Така. Се сте за кафе, господа? Да, сме за едно кафе. Може да се... Долго еспресо. Умало догоре и обична вода. Овој ќе сака и песна. Личен за мене направи ми едно еспресо и голема кисела вода имаш? Или мали имаш кисела? Или сок ќе сака да има кисела вода? Не, вода кисела. Така, важи. Води кисели или не? Води кисели, да, донес. Ај? Да седнем овдека, бро? Ај? Туј, иди горе. Седи Никола, пи кафе како човек, па после ќе продолжиме со снимање. А после кафето ние тргнавме кон црквата Свети Никола. Ова е доста интересен дел од Вевчани, за вас, специјално за василичарите. Тука е горномалскиот конак, каде што се спремаат василичарите, кај што разговараат, кај што пијат, кај што Тука се решаваат бесат. како ќе биде маската. Па не, тоа е решена маската, значи се друштва тие за маските. Тука е фактички конак, само тие се. Така. Е доста интересно кој ќе дојдат посетители за Свети Василија ова место да се посети, да се види. Се наоѓа точно под црквата Свети Никола. Ова е црквата Свети Никола, што ви објаснував преска пред малце и мојот друг соговорник Леон што ви кажуваше како е настаната, како е направена. Што има еден доста специфичен детал кај незе. Можете да видите дека кога е градена. Значи нема скали за да слегуваш долу. Рамна е. Како што е рамна црква на кај вас, Свети Никола во Куманово. Ајде, Боби, повели. Ова е таа црквата, Вевчанска црква, позната Свети Никола, каде што се дешаваат венчавки, крштевки, убави работи, што се луѓето предани спрема Господа. И црквава е, како што гледате, без скали, све е со рамен под. Да. Ова е црквата. Да, така е останата. И е доста интересна црква. Многу луѓе има најдено мир и спасение тука во оваа црква. Иначе јас сум крстен во оваа црква. Тоест, извини, брат ми е крстен во оваа црква, не ја. Брат ми мој е крстен во оваа црква. Така. Прекрасна историја. И како што ми кажа овдека мештаните, црквата овдека, фугата фактички е со олово. Овдека има символи кои се направени и недобро ќе дојдете и ќе ви објаснат што е и како е. Има специфични знаци, значи во сите цркви, што моите за да ги најдите, што се христијански, се моите за да некој доаѓа и до
домалу ќе се збунит затоа зашто имат Давидова звезда, зашто имат гулабот е понос Христова, објавување дека Христос воскреснал, дека е меѓу живите, Бог се јави што го викаат кај нас. И овдека у Вевчани, помеѓу свако, зашто има и свое затоа. Значи, овдека имате преубави ресторани каде што има традиционална храна и можете убаво да кастите и да пинете со традиционален вкус. А ке кажеме на Кумановски, убаво да се наедеш и убаво да си поминеш. Вевчани со право го држи епитетот држава. Овдека имало многу борци, наученици и многу приказни за Вевчани. Една од тие дека Ставре војвод за да се заштити од турскиот аскер се заселил кај Војкому. А ние пододека да знаеме целата легенда. Во април 1907 година на ова место во нерамна борба на многобројниот турски аскер загинува војводата Ставре Гогов. Во нерамноправната борба гинат и домашните на куќата. Тоше Шекутовски и неговиот брат Кузман. Ранета е снаата Андрица, која е бремена, и трите внуци Ангелина, Вјанка и Наум. Куќата е запалена, а синовите Андре и Мате се напечелва. Еве како во Вевчани ги ладат пивата. Единица ќутек едеш. И искача онко да учителка, вика учителке. Ја едно нешто ги ти кажеш, што? Не знам колку е тој добро за тебе или не, ама тато кажа ако да бил кеца некој ќе еде ќутек. Чао. Ајде, важи. Ајде. А? Кажи ги веси или може? Може ли вец? Може. Ајде чујам. Учителка праша, вика, секој ја праша и мора да ми кажете. Едну реченица да ми кажете кој е време, вика. Ја ќе се мажам, кој е време? Дете дизе руку, вика, учителка, крајње време. Чао. Ова што ви го кажував ја, што го добил тој од султанот. Ферманот, тој што? Ферманот што го добил за да изградит храм. Така. Значи со печате од султанот. И ево го Мали Оџа Попов, значи. Отишол да учит. Така? Значи бил поп тој, научил арапски, научил за да клањат, за да пеат и го добил од султанот ова што е изградена црквата Свети Никола, да е со рамен под. Така. Ево. И овие се 500, тука имате 1000. Сега, ова е... Банка на Република Вевчани. Така. Чекай се, да видим личности. Ова е вевчанска невеста. Ова се од навода со тоа. Се пиет вино. Луканци да се јадат. Луканци да се јадат. 80. Се поети. Михајло Пупин. Ова е првиот градоначалника на Вевчани, Васил Ради. Се имате тука Да, ќе се земе поточно, да. Ние 5 сата сме тука и официјално сме државјани на Република Вевчани. Чао. Нема галета, ма. Како причината за населување во Вевчани фактички датира од поодамна, а основната причина за екзистенција се изворите. Да. Имаше огромен дел од полето, сега веќе добар дел не се работи, меѓутоа тогаш од тоа се живеело. Во тоа време, кога почнале да се населувале од тие причини. Долг период така екзистенција огромна, имало печалбари, се овде голем дел од населението, сега се малку помалу, сепак ги има уште.
Се што да ви кажам друго, дојде време некогаш тие актуелната власт во бивша Југославија сакаше да ги земе. Така. Па ни настана проблем 87 година, тоа беше страшно, имавме напад фактички на полицијата за да се земат изворите, да се каптират и да се носат таму по населбите околу. Поддршка имавме доста од Враништа, едно соседно село Подолуете, така да успеавме да ги одбраним. И на крајот се донесе закон со, како да речам, со страшни притисоци да биде ова заштитено. Заштитен дел од природата. Така да сега малку полека, тоа веќе 20 години се уредува, посета имаме фактички од цел свет. Значи доаѓаат, јас сум овде 2 години, ја не знам од кај не се дојдени. Полесно можда да најдеш држави што не се дојдени него што се. Вевчани сега екзистира покрај изворите, има 6 добри ресторани, одлични, со многу прифатливи цени, посета гледате и сами, основни школи, туристи од секаде, не знам што друго, имаме свој пасош, своји пари. Така, и ние земавме. Се официјално сме државјани на држава Вевчани. Да. Ти благодарам многу. Имаме многу. карневал екстремно, да речам, природен, изворен. 13 и 14 јануари е страшно, значи една веселба во цела насела, да речем така. Ви благодарам исцрпни информации. Нема проблем. Има уште да ви кажам за Водици и за Свети Јован, ако А ние да направиме вака, да оставиме луѓето да дојдат, И да лично да се уверат во вашите да бегаси. дојдат во лето, да дојдат за карневалот 13, 14 и 12 јануари има музика, да дојдат 19 и 20 јануари кога се крштева вода, се фрла крст во изворите, никогаш не прекинал да се фрла, Така. покрај сите затворања и тира. Повелете, дојдете, уверете се. Уште еднаш благодарам. Значи слушате, дојдете и видете сами. Добивме уште тројца државјани од Вевчани. Значи, државјанството треба да го земит Боби, кој ќе дојде на Свети Василија. Треба, значи, си имаме некои таму наши работи што треба да ги издржи Боби и Никола, па да биде државјани на Вевчани. Државјани, не државјани. Така. Треба за да издржите еден маратон и нормално стануваат вевчанци после. А кои се бенефициите за да бидат? Бенефициите имате огромни бенефици. Кај ова патче тука беше изграден хотел, ама почна хотелот за да протонува. Требаше за да стане голема атракција, ама хотелот почна за да протонува и не беше и не е сигурен за седење и затоа остана така за да го изгази времето. Овдека уште е традиција, кога ќе дојдете на овие извори, и трите цркви кои морате да ги посетите, кои се долж патеката. Значи, влегуваме внатре. Овдека е црква Руса Среда, каде што има природен лековит извор. а ова позади мене се Вевчанските извори. Одиме понатака. Овде нема да се налето и малку ќе има вода, може слободно да си пиеш. Овде слободно може, слободно така. А на ова место овде се фрлјат керстот. А ова овдека е црква Света Недела. Значи, од овдека влага водата, излага под храмот и од таму излага света вода. Нешто преубаво, куде што можете да дојдете. Видите, сливник на воду нутре у кафану, зреано месо, преубави специјалитети и мора да ви покажу нешто, дојдете навамо. Овдека ќе седнете, ама тачно можете да уживате у природа. Затоа зашто док седите, можете да видите овој.
За 6 сати у Вевчани успеамо да го пројдемо само горњу мало. И сега моментално ќе ви покажу. Ми само аплицирамо да бидемо граѓани на Вевчани. Ово е прв дел да бидемо и држављани на Вевчани. А главен испит го полагам на 13 јануари на Свети Василја. Значи, погледнете како уствари Бобче ќе помине. Или дојдете свите и навивајте за мене да земам вевчанско држављанство. Поздрав!